Комисија за безбедност со предложен дневен ред, информација за безбедносната состојба на подрачјето на полициската станица од општа надлежност Битола во текот на првото полугодие од 2022 година. Имаме представник, повели Владе. Ако сакате, ќе има кратко излагање, ако сакате да почнеме со прашања. Како сакате? Добар ден на сите, почитуван председател. Пуштено е? Почитуван председател на Совет на општина Битола и почитувани советници. Јас сум Владко Атанасовски, командирот на полициската станица од општа надлежност Битола, за која ќе ви презентирам безбедносната информација и состојбата во првото полугодие од 2022 година. Значи, во текот на првото полугодие од 2022 година, безбедносната состојба на подрачјето на ПСОД на Битола се оценува како поволна. Во извештајниот период, активностите на ПСОД на Битола приоритетно беа насочени кон реализација на задачите предвидени во програмата за работа и одржување на добра и стабилна безбедносна состојба. Ќе почнам со јавниот ред и мир. Состојбата во областа на јавниот ред и мир во текот на првото полугодие од 2022 се оценува како стабилна и не се регистрирани нарушувања на јавниот ред и мир во поголем обем, додека јавните собери на граѓаните се одржуваат мирно без инциденти и не предизвикаа безбедносни импликации. Во текот на првото полугодие на станичното подрачје на ПСОД на Битола спроведени се 21 акциска контрола, одржани се 9 културни манифестации, верски манифестации, 13 протести на граѓани и 4 јавни собери. На овие јавни собери ПСОД на Битола ја следеше состојбата во целост и ги превзеде сите неопходни мерки и активности за безбедно одвивање на истите со ангажирање на доволен број полициски службеници и при тоа не се регистрирани нарушувања на јавниот ред и мир од поголем обем. На подрачјето на ПСОД на Битола во текот на првото полугодие од 2022 година констатирани се 134 прекршоци, од 195 сторители. Поднесени се 134 барања за поведување на прекршочна постапка. Најзастапени прекршоци според видот се физички напади 45, учество во тепачка 14, оддавање на пијанство на јавни места 7, фрлање и кршење на разни предмети на јавни места 3 и омаловажување на полициски службеници 21. Како причина за извршување на прекршоците од областа на јавниот ред и мир се влошени меѓучовечки односи, нерешени имотно-правни односи, нарушени семејни односи, подејство на алкохол и слично. Од прекршоците според местото на извршување 123 се извршени во градот, а 11 во село или рурални средини. На улица и плоштади се извршени 60, во гостителски објекти 20 и на други места 54. Според начинот на извршување на прекршоците, поединечно извршени се 99, здружени 2 лица 22 прекршоци и група од 3 и повеќе лица 13 прекршоци. По однос на категоријата на сторителите, состојбата е следна. Вработени 23, ученици и студенти 5, земјоделци и занетчи 8 и невработени 164. Значи најголем процент се невработени. По однос на старосната структура на сторителите, состојбата е следна. До 16 години, значи немаме сторители на прекршоци, од 16 до 18 1, од 19 до 21, до 21 година 23, од 22 до 25 години 20 и повеќе од 25 години 151 сторител. Како повторници регистрирани се 2 лица кои се јавуваат во барањата за поведување на прекршочна постапка, противправни лица 5, а со телесни повреди се здобиле 79 лица. Во наредниот период заради обезбедување на стабилен јавен ред и мир на подрачјето и понатаму ќе се превземаат зајакните мерки и активности согласно законските прописи, со покривање на сите пунктови жаришта каде може да дојде до нарушување на истиот, како и превземање на сите мерки и активности кои конкретните состојби ги наложуваат. Од областа на јавниот поредок во првото полугодие од 2022 година поднесени се 50 барања за поведување на прекршочна постапка против 50 сторители на прекршоци, а по основ на следните прописи: Закон за оружје 6, Закон за лична карта 44 и Закон за спречување на насилство и недостојно однесување на спортски надпревари 2. Во однос на криминалитетот, во текот на првото полугодие од 2022 година
Во ПСО на Битола пријавени се тешки кражби 321, кражба 63, разбойништва 7, телесна повреда при семејно насилство 17 и насилство врз дете 15. Исто така постапувано и по член 215 од Кривичниот закон на Република Северна Македонија или неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, каде лишени од слобода се 12 лица, а на 2 лица му е издадена мерка притвор. Во однос на безбедноста во патниот сообраќај. Основната претпоставка за непречено одвивање на сообраќајот на патиштата е постоење и обезбедување на објективните услови во кои тој се одвива, соодветни сообраќајно-технички услови, како што подразбира добра патна мрежа и сигнализација, како и низата на субјективни услови кои зависат од самите учесници во сообраќајот и нивното почитување кон сообраќајните правила и прописи. Моменталната состојба на сообраќајно-техничките услови на кои што ПСО на Битола активно партиципира со континуирано следење на состојбата на патната сигнализација и опремата на патиштата, како и давање на иницијативи за промена на режимите на сообраќај е релативно добра. Според показателите, во однос на минатата година, бројот на сообраќајните незгоди е во намалување. На сообраќајниците на подрачјето на ПСО на Битола се случиле вкупно 258 сообраќајни незгоди, што представува намалување за 14,29% споредено со минатата година. Од нив 136 сообраќајни незгоди се со потешки последици, а 122 се со материјална штета. Од вкупниот број на сообраќајни незгоди со потешки последици на подрачјето на ПСО на Битола се 258 сообраќајни незгоди. Животот го загубиле 4 лица, а во 258 сообраќајни незгоди 132 лица се здобиле со телесни повреди, од кои 34 со тешки телесни повреди и 98 лица со лесни телесни повреди. И поголемиот број на сообраќајни незгоди се случиле во населените места 187, а 169 на отворен пат. Самиот факт дека поголемиот број од сообраќајните незгоди се случиле во населените места наведува на констатација на се уште нерешените проблеми како на сообраќајниците, така и на сообраќајната сигнализација. Во структурата на основните причини за настанување на сообраќајните незгоди, предизвикани со непочитување на сообраќајните правила на возачите, не се евидентирани битни промени и натаму најчести грешки на возачите се: страна на движење 60, действие 29, првенство на минување 33, брзо возење 57, на растојание 21, погрешка на пешаците 6 и така натаму. Во текот на ова полугодие, од страна на ПСЗ БПС Битола против прекршителите во патниот сообраќај до Основниот суд Битола и Комисијата за одлучување по прекршоци при СВР Битола поднесени се 7677 барања за поведување на прекршочна постапка. Издадени се 16662 прекршочни платни налози, од кои наплатени се 9737 прекршочни платни налози. На превентивен план се превземени следните мерки. Контролирани се 81648 возила и возачи, од кои исклучени се 620 возила и 3756 возачи, поради неисправност на возилата и непочитување на сообраќајните правила и прописи на возачите. Во првото полугодие од 2022 година вкупно алкотестирани се 18262 возачи, од кои 672 покажале знаци на алкохолизираност. Реализирани се 181 републичка акцијска контрола, 110 локални акцијски контроли и зајакнати акцијски контроли 192. Изнесените податоци покажуваат на поволна, добра и стабилна состојба во сообраќајот на патиштата, а секако за се вкупната состојба свое влијание и огромен допринос имаат и соодветните превентивни мерки кои ги превземаше сообраќајната полиција, се со цел за поголемо превентивно действување во патниот сообраќај. Од областа на превенцијата, во текот на првото полугодие, се превземени плански активности преку изработување на проекти, се остваруваат контакти со институции кои беа поврзани за остварување и разрешување на одредени проблемски прашања. Воспоставена
воспоставена е соработка со организаторите при одржување на спортски надпревари, културни манифестации и други. Во извештајниот период се спроведува следните проекти: Безбедно лето 2022, Соседска патрола, Како сте, На кафе кај соседите, Нови згради, нови жители, Бизнисот и безбедноста, За спортот заедно, Мојот полицаец и Застани разговарај. Исто така, во овој период беше земено учество на повеќе трибини и состаноци со урбани заедници, школи, предпријатија, граѓани, учесници и други здруженија на граѓани, од нив ги издвојуваме. Бизнисот и безбедноста. Во првото полугодие од 2022 се остварени контакти со угостителите на подрачјето од СВР Битола, од ПСОД на Битола, се со цел почитување на законската регулатива при одржување на прослави по разни основи. Дали ги читам овие што се мислам тие дека да. Благодарам. Јас имам прашање до вас. Ме интересира во врска со паркирањето низ градот неправилно, непрописно. Значи, улицата Тошо Даскало ме интересира. Дали има воопшто некој направено увид, дали нешто се има превземено, заради тоа што навистина мислам дека деца поќе не можат да се движат таму. Мислам дали е во ваша надлежност, дали Не е го наша имате надлежност. разгледано, чисто како информација ми треба. Значи, како информација, тој ќе треба да го образложи командирот на полициската станица за безбедност на сообраќајот. Добро, ви благодарам. Друг некој прашање? Повелете. Извинете, пред малку кога ги наведувавте овие бројките во однос на криминалитетот, особено во делот на мерките за безбедност во патниот сообраќај, наведовте на интересна бројка, значи превентирани, превземени следни мерки, контролирани се 81.648 возила и возачи. Да. Тоа значи дека, мислам, не имам информацијата во Битола имаме толкав број на возила или ова е небитно? Ова е вкупна бројка што издвоена статистички од евиденцијата на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај. Не, Значи, дали имате информација колку возила има во Битола, да речем? Имавме некоја бројка од 28.000, ако не се лажам, ама не знам дали е точно. Тие се како бројка, значи едно возило може да поминало денес, други утре поминало пак и затоа таа бројка така, иначе не правиме ни муавет како за вкупна бројка на возила колку има регистрирани. Не, оти и во други разговори што ги правиме и во различни комисии, баш кога ми дојде печатливо Ако се бројка. издвои на дневна основа, ова е голем процент на контролирани возила во однос на тие, да речам, 180 дена, ако се поделат 81.000, идат по 400 и нешто возила Возила на ден. во еден ден. Во еден ден. Да. Во ред, некој друг прашање? Повелете. Би сакала да ве прашам околу безбедноста пред училиштата. Какви превентивни мерки имате превземено, затоа што посебно за овие училишта кои што се на фреквентни улици, имаме доста несреќи, така да би сакала да ми кажете Значи, имаме сега зголемени акцијски контроли во однос на, особено кај средните училишта, во однос на дали средношколците во нив носат и употребуваат некои средства за напад, друга дали носат. Во таа насока се вршат прегледи на учениците, се разговара со одговорно лице од училиште, дали е педагог или психолог, точно се насочи према кои деца да се изврши тој преглед, да не е насочено према сите деца, да се изврши некоја селекција на учениците, а исто така имаме вклучено и полицаец од сообраќајната полиција, се контролираат возила со кои се врши јавниот превоз на учениците. Доколку некое возило се затекни да превезува ученици, истото ќе се однесе на технички преглед, ќе му се изврши комплетна проверка на документацијата, дали возачот има лекарско уверение, дали ги поседува сите лиценци за вршење на таков јавен превоз. И мислам дека се тие два пати, не мислам туку е два пати во неделата се вршат тие акцијски контроли во различни интервали. Има и од сабајле и од поручек, да се фатат двете смени во училиштата. До сега не сме констатирале некои прекршоци во однос на учениците. Мислам дека таква проблематика кај нас со насилство меѓу учениците немаме, како што има во некои други општини. Мислам дека состојбата е поволна. Немаме затекнато и констатирано прекршоци. Исто така се вршат контроли и во
казината и обложувалниците за присуство на малолетни лица. Досега имаме затекнато само едно лице. Тој прекршок е констатиран и преземено е од како се беше? Не е труд и социјала. Не пазарната инспекција беше со УЈП, извинете, по член 20 од Законот за игри на среќа, од Управата за јавни приходи. И поднесено му е соодветен поднесок на правното лице. Ви благодарам. Само би сакала околу сообраќајната безбедност, затоа што многу брзо се вози на овие фреквентни улици, дали тука нешто би можело некоја превенција да има сепак сообраќаен полицаец на тие термини кога се оди на училиште, сабајлето за време ручек навечер. Ќе го пренесам во ваше барање до командирот на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај и мислам дека ќе излезе во пресед колку што е можно ради бројката и кај нас луѓето е таа што е. Не може и реално да се стигнат на сите места. Нема. Да, и да му пренесете ако може во врска со проектите кои ги имаме заеднички за поставување на светлечки знаци или светлечки пешачки или легнати полицајци, значи некако како да се нема соработка меѓу двете институции, многу долго траи сето тоа, а гледаме дека еве на пример на Васко Карангелевски колку толку безбедноста е малку крената со поставувањето на светлечките знаци за пешачките премини. Имавме ние едно тело што треба да работи на таа проблематика, би требало да функционира, меѓутоа мислам дека еве вие како надлежен може да го пренесете тоа дека сепак се работи за нашите деца, не се работи за некој од надвор. Ви благодарам. Некој друг прашање? Повелете. Две работи. Првата косминка и патниот сообраќај, нешто што го имам применето, мислам што го имам приметено како возач годините наназад, се воред, значи апсолутно пречекорување на брзина, алкохолизирани. Меѓутоа има уште еден сегмент кој што би препорачала постојано секој што вози кола и во битола се соочи со таа работа е почитување на прединство, значи основните работи, а најголемите незгоди, да речем сообраќајни, се и по статистиката што ја гледам, со вашите превенции што сте ги правили и постапки, се намали оние луѓето со алкохолизирана состојба, значи сите тие работи. Меѓутоа, сепак незгодите се на исто ниво, или можеби намалено, меѓутоа, најголем процент е на таа работа. А ретко, да речеме, се случува полицајите, абе, знаете, не го пристигнавте, не се престроивте добро, значи имаме, така да речеме, некултурно возење во градот, дали од непочитување на знаците или непознавање, или не знам, значи на апсолутно на таа работа. И вториот дел што ме интересира е во однос на криминалитетот. Во едно полугодие насилство врз дете 15 души, овие се однесуваат само на пријавени случаи, така? Значи, овие насилство врз дете се мисли додека некој дете физички нападнато. И сега тоа се гони со измените на во кривичниот законник, оди како кривично дело. Порано ќе беше пуштеше писмен допис до Основен суд, ќе беше дали како тепачка, дали како физички напад, одеше прекршочно. Ама сега секој дете кое не наполнило 18 години, тогаш оди кривично. Так. Тоа е тоа насилство врз дете се мисли. Пример, полнолетен физички нападни малолетен. Тогаш е насилство врз дете. Или обратно, и малолетен да нападне малолетен, повторно е насилство врз дете. После тоа, мислам, насилството врз дете без оглед, ги упатвате до Центарот за социјална работа или? Значи, веднаш известува Центарот за социјална работа, ќе се вклучи социјален работник и после се проследува до Основен суд Битола. Благодарам. Да. Благодарам. Прашања? Нема. Ви благодарам за присуството. Ја ставам точката на гласање. Информација за безбедносната состојба на подрачјето на полициската станица од општа надлежност Битола во текот на првото полугодие од 2022 година. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно, со тоа ја заклучувам седницата.